моментов, значи, цените дојдат до плафон. Тоа е нешто страшна работа. Денеска човек, ретко кој може да си купи стан без кредит. Како вие би го решили овој проблем? Пред да кажам како ние, нашата програма на Демократи, би го решил овој проблем, сакам да кажам причината зошто ние дојдовме до овој проблем. Јас читам, гледам, имам пријатели кои што сакаат да купат стан во Скопје, Битола, Тетово, не е ни битно каде. Така. Становите во Скопје, новите станови отидоа преку 2800 евра по квадрат. Светски цени во сиромашна земја. Точно, светски цени во сиромашна земја. За жал, ова не се случува од повеќе причини, ќе спомнам неколку. Една од причините се општините. Општините и државата, можем да кажам, сега зборувам за општините. Кога одиш да правиш една куќа, еден пример ти ја земам од 200.000 евра или 100.000 евра куќа, тие огромна сума на пари ти земаат плюс за комунали. Комунали, што значи комунали? Значи да имаш пристап до канализација, до вода, до електрична енергија, да имаш пристап до пат. Ние секојаш плаќаме пари за струја, секојаш плаќаме за канализација, секојаш плаќаме за се и се што. И кога градиш куќа, општините, бидејќи се сиромашни, немаме економија, немаме фабрики, немаме производство, без производство не може да функционираш. Производство може да биде секако, не само чисти производи да произведуваш коли и авиони и лекови, туку производство е исто, да имаш паметни луѓе, научници, иноватори кои ќе изфрлуваат иновациите и иновации ќе се користат во Македонија и во светот. И со тоа ќе добиваш лиценци, пари и така натаму. Значи имаш некоја вредност. Ние кај нас општините наши живеат од просто кажано дерење на граѓанин, на сиромашните граѓани. Многу пати ќе си размислиш, ако сакаш да градиш куќа, одиш, прашуваш колку треба за комунали, огромна сума на пари плаќаш за комунали. Тоа е невидена плача. Можеме ли да го запреме ова? Можеме се разбира ако дојдат демократи да менаџират со државата и ако дојдат паметни луѓе да менаџират. Бидејќи 33 години како држава постоиме, ние секојаш добиваме на власт од овие криминални структури, неспособни луѓе, криминалци и така натаму. Што мислите вие, еве примерно со градоначалникот во Битола и други градоначалници. 6, 7, 8 години го судија во затвор. Оти краде. Тој не мисли нешто да направи за Битола или воопшто за некои други градоначалници кои што би требало да се прогонуваат, наводно некои се прогонуваат, ама не се уште осудени. Значи, просто кажано, за да можеме, тоа е една од причините зашто ги изголемува цените, исто се однесува за зградите, за становите. Значи, ако сака некој да гради 50 стана или 100 стана, тоа е добро. Ако сака да инвестира свој капитал или да земи кредит од банка, ако може да добие некоја фирма, приватен инвеститор и така натаму, но кој ќе оди таму, астрономски суми на тие градежни дозволи и све што е би требало да ги намалиме комуналиите. Се разбира да ги намалиме, бидејќи тоа е нешто што треба, секој треба да има свој стан или куќа е поможност. Друга работа, зошто? Затоа што тука има неконтролирано зголемување на цените. Ние повеќето од овие материјали ги увезуваме. Ние немаме фабрики за производство на челик, цевки, примери, ако имаме нешто малце. Ние немаме фабрики масовно да произведува квалитетни тули и така натаму цемент. И имаме, ама не е тоа доволно. И ние сме усмерени на увоз, цените одат горе, трговците се богатат, ние се осиромашуваме. За ова да се случи, да се намалат цените, јас предлагам и како демократи, ние мораме државата да отвори државна фирма. Може пак да биде партнерство со приватни инвеститори, наши домашни или странски. Да отвори фирма, која фирма ќе биде непрофитабилна, луѓето ќе заработуваат добри пари, ќе вработиме 2, 3, 4 илјади луѓе и ќе градат станови, ќе градат куќи, ќе градат све што е потребно и фабрики и така натаму. И
ќе си добиваат плата и сите други неможни бенефици, но нема да остваруваат профит. Тога се креира една конкуренција на приватните инвеститори. Кај нас се зборува дека постои градежна мафија, да, постои, креирана од политичарите, од градоначалниците, советниците и се разбира од власта, бидејќи не можеш да имаш ти, еве, например, јас да сум градоначалник на Скопје, не можеш ти да градиш, биди сигурен, не можеш да ме подкупиш, ако не дозволува законот да градиш. А кај нас што се случува? Многу инспектори градежни, да речеме, или доволно, се занимаваат со криминални работи. Што значи? Секој ќе дојде, ако си инспектор, ќе ти фрли 10, 20, 50 евра, ти ги замижуваш очите и зградата се гради. Така. Тоа е кај нас најголем проблем, што постои голема корупција и не се трудат градоначалниците и властите да спречат овој корумпиран процес што се одвива во нашата држава, а како што кажав пред ова, дека ние мора пак да имаме фабрики за производство на овие градежни материјали, да ни се намалат цените. Не можеме скоро све да увезуваме. Страмота, врати увезуваме. Чекани увезуваме. Не знам што не увезуваме. Добро, но колички увезуваме. Доколку немаме веќе фабрики такви, зарем не мислите дека може да се пренасочиме кон земјоделството? Таму барем имаме 365 денови сонце и Македонија е многу плодна земја, така да мислам дека можеме тука многу да профитираме, ако се согласувате. Видете, земјоделието е основна гранка држава што не произведува храна тешко нив. Или сточарство. И воопшто земјоделие, се извинувам, се подразбира дека ние земјоделието мора да го направиме светско земјоделство, да произведуваме врвна храна, да не биде затруена со пестициди, со 300 глупости. Мораме да му помогнеме на земјоделците, мораме да формираме земјоделски задруги кои што ќе ги финансира државата. Во овие земјоделски повеќе низ Македонија задруги да има на располагање најсовремена технологија. Бидејќи денес повеќе земјоделци не се богати и не може да купат најсовремена технологија како трактори, комбајни и така натаму, и да може да ги користат овие бесплатно. И тука пак ќе се креира, тие се како фирми, задруги што викам, пак ќе креираме вработување, ќе имаме механичари за одржување, шофери и така натаму. Порано има овакви задруги, ако не се лажам, во Гевгелија, во Кавадарци, ако не се лажам. Имаше во времето на поранешна Југославија, имаше, се разбира. Јас ово го кажувам од причина што ние на место денес да даваме субвенции во земјоделието, што мислиме тотално погрешно, и некои субвенции нормално се даваат на неправи земјоделци, и тука нешто постои некој криминал и луѓето што се одговорни за давање на овие субвенции, тие одлучуваат одредена група, Министерството за земјоделие, не е ни битно кој одлучува, и добиваат одредена група на луѓе, но сите тие не заслужуваат да добиваат субвенции и субвенциите сами од себе не се доволни. Ако ти на литар млеко му даваш 5-6 денари, а млекото му го откупуваш за никакви пари или воопшто пченицата и така натаму, не може да ги спаси земјоделците. Ние затоа викам овие задруги треба да постојат и како демократи предлагаме кога зборуваме за земјоделието две најважни работи. Државата додека го зајакни земјоделството за наредни 5, 10, 15 години до 20 да гарантира откуп на производите и цена. Каде што земјоделците ќе работат со профит. Не да ги чуваш, зборувам прави земјоделци, не некој што има четврт или пола хектар земја и да се рачуна, тој не е земјоделец. Тој е нешто што може малце на пазар да прода или за себе да си одгледува. Зборуваме луѓе што имаат поголем број на крави, на овци и така натаму. Луѓе кои што имаат поголема површина на земја и што произведуваат повеќе и повеќе, да кажеме, земјоделски производи. Значи, тоа ќе го, наместо
што реков на почетокот, тие субвенции да не постојат, бидејќи тука постои криминал и не е доволно, кој ќе му гарантираш на секој земјоделец откуп и цена, која цена ќе биде фер во годината, во таа година, тогаш автоматски ти ќе го спаси земјоделството и секогаш велам, минимум негде 40 до 50 мини фабрики за производство нови земјоделски производи, сточарски производи, и живинарски и така натаму. Значи, наместо субвенции, вие предлагате да има загарантиран откуп и цена и тоа е тоа. Тоа е најважно. Тоа е која знаете, вие замислите имате 100 хектари или 30 хектари и произведувате зелка, дека ќе ви се откупи, а не како денес и во последните 20-30 години да скапува и да не можеш да продаш и да ти доаѓаат предкупци, кои што се тешки, ајде да не речем криминалци, ама тешки манипуланти и преваранти, ќе ти го купат грозјето за 10-15 денари и ќе го продаваат на пазар за 50-80. На жалост, тие добиваат најмногу. Па трговијата изгледа најпоќе се исплати, ама тоа не смееме, бидејќи без производство, како што кажав, значи дали ќе произведуваме коли, ќе произведуваме точаци, дечка храна или ќе произведуваме вино и салами и така натаму преработени производи од месо и месни производи, не е битно. Битно е ние мора ова да го направиме за земјоделците, за гарантиран откуп и за гарантирана цена секоја година, така да му помогнеме и да имаме еден ден ефтини производи прехранбени, а се друго што ќе остане можеме да го извезуваме.